Во првата епизода следиме посвета наставник по шах кој ги води своите ученици низ сложеностите на играта. Во разговор со талентирана млада шампионка, истражуваме како шахот им помага на младите, гради самодоверба и поттикнува стратешко размислување. Фала ви прво што не примивте и за кафето и за чајот и што ќе го снимиме часот по шах со дечињата тука во Јахја Кемал. Сакам прво да ве прашам, бидејќи многу пати во медиуми ве гледаме заедно со вашите ученици, како зборувате за нивните успеси, првенства и во држава, и надвор од државата, но мислам дека скоро никаде немам слушната вашата приказна. Како вие го засакавте шахот и влеговте во овој свет? Прво, мило ми е што сте гости во мојот кабинет, во шаховскиот кабинет во основното училиште Јахја Кемал, каде што веќе 11 години шахот е дел од образовниот процес во ова училиште и јас сум наставник по шах скоро 11 години. Мојата приказна почнува многу рано, на 4 годишна возраст. Почнувам да играм шах, каде што со мојот дедо, мојот чичко, мојот татко, во минатото постоја слави. Мислам и денеска постојат, но не во тој обим како што беа важни во минатото. И на тие слави се собира голем број на роднини, пријатели, голем број на луѓе доаѓа на таквите дружења и шахот беше неминовен дел во тие слави. Станува збор за 1972 година, кога во Скопје беше шаховската олимпијада. Тоа беше настан од примерно значење за македонската јавност. Нема човек во Македонија кој што не се сеќава на таа олимпијада и таа олимпијада има влијание во сите дејства во Македонија во тоа време. Значи сите луѓе научија да играат шах, се отворија огромен број на шаховски клубови, а особено дете како мене кој што прв пат се среќава со фигурчиња со табла, предизвика големо внимание и голема љубов и од тогаш датираат моите почетоци. Мојата 4 годишна возраст почнувам да играм шах, прво со дедо ми, со чичко ми, со татко ми и потоа во шаховски клуб и тргнува мојата шаховска кариера на 4 годишна возраст. А кога е тој момент кога одлучувате да бидете само тренер и тоа знаење што сте го собирале да го пренесете на генерации и генерации? Чи веднаш уште на 5-6 годишна возраст татко ми ме носи во шаховскиот клуб Благо Јанков Мучето во Струмица, тогаш живеевме во Струмица и секој ден од 18 часот чекав да се отвори шаховскиот клуб. Јас бев присутен во тие простори и многу брзо напредував. Веќе на 7-8 годишна возраст бев клубски играч и настапував за екипата на Благо Јанков Мучето во шаховската лига на Македонија. И знаев дека мојот живот, шахот ќе биде составен дел целиот мој живот. И така почнува мојата шаховска кариера и јас сум интернационален мајстор, фиде тренер, сум бил репрезентативец на Југославија во шах, сум играл за голем број на клубови, Партизан од Белград, сум играл лиги низ цела Европа. И некаде 97 година јас среќавам мојата животна сопатничка, мојата сопруга Наташа. Ни се раѓа Гораст, мојот син, и кога се роди Гораст, јас сватив дека мојата професионална шаховска кариера треба да заврши и од тогаш целата моја и љубов и енергија ја посветувам на тренерската работа и тогаш станувам шаховски тренер, фиде тренер и пред 10 години шаховски наставник и ја пренесувам љубовта кон шахот на едните генерации од 4 годинки до 18 години. А што е најубаво и што најтешко со едни деца да се работи со, ајде да речеме, комплексна материја и комплексна игра како што е шахот?
Како да им се доближи нешто што е толку можеби навидум? Според мене, најважна работа за добар тренер, за добар наставник е да ја имате љубовта спрема професијата што ја работите. Тоа е основното. Потоа треба да имате љубовта, тоа знаење што го поседувате да го пренесете на другите генерации. За среќа јас ги имав тие две работи и го работам тоа што го работам со огромна љубов. Значи и шаховскиот дел, и педагошкиот дел, и се што е потребно за да се биде еден добар наставник. Тие две работи според мене се најважни. Љубовта спрема професијата и љубовта да се пренесе знаењето на следните генерации. Зборувавме за славите и порано, барем не порано, беше тоа и до пред малку, до пред некоја година можеби ми се чини, по парковите, особено во Жина парк, се гледаа пензионери што играат, дојдени со таблет и што играат шах. И некако генерации од своите дедовци, татковци научивме да играме шах. Можеби не професионално да се занимаваме со шах, но научивме да играме шах. Колку е важно секој едно дете, без разлика дали ќе се одлучи тоа да му е професија, да знае да игра шах, во што помага понатаму во животот? Пред да одговорам на вториот дел прашањето, сакам ме потсетивте на моја мисија. Значи, Жена парк препон со шахисти, шаховскиот дом во Скопје беше во трговскиот центар во третиот кат горе. Значи, секој ден поминував на Жена парк, немаше клупа на која што не се играше шах од нашите постари сограѓани. И во мое време, допред известно време, шахот се сваќаше како игра за пензионери. Таква беше парадигмата, такво беше мислењето дека шахот го играат пензионерите бидејќи имаат многу слободно време и почнуваат да играат шах. 2018 година си задавам за мисија да ја сменам таа парадигма во Македонија и наместо шахот да биде игра за пензионери, таа ќе си остане секогаш игра за пензионери, таа треба да стане игра за нашите деца. И од тогаш почнувам многу активно, се посветувам на мојата едукаторска задача, да шаховскиот клуб Гамбит, се отвора шаховската школа Гамбит, каде што во момент сега имаме 100 деца, каде што ја пренесувам своето знаење и љубовта од 5 годишна возраст понатаму. 2022 година во Шаховската федерација, група на ентузијасти, одлучуваме шахот да се обидеме да го воведеме како изборен предмет во нашите училишта. Успеваме со голема труд, со големо залагање. 22 година влегуваме како изборен предмет, за да денеска, 2024 година, шахот е влезен веќе во 50 на училишта како изборен предмет. Првенствата на Македонија се преполни со деца, 200 деца учествуваат на поединечните првенства, околу 400 деца учествуваат на екипните првенства, на шаховските лиги помеѓу сите клубови. Во сите градови на Република Македонија се реактивираа шаховските клубови, се наполнеа со деца. Морам да изразам сега голема благодарност кон вас, новинарите, кои што во последните 2 години не пратите редовно сме застапени на медиумите. Луѓето знаат дека имаме шаховски школи, дека имаме шаховска активност. Тука се нашите резултати на првенствата на Македонија, на европските првенства. Нашите младинци добиваат се поголема вредност и значење. Тука е сребрениот медал на Тони Лазов на последната олимпијада. Малку се спортовите каде што Македонија може да се пофали со медал на олимпијада, тоа на прсти може да се избројат, а меѓу нив спаѓа шахот. Така да ова представува една синергија помеѓу сите чинители на нашето општество да го издигнеме шахот се на повисоко ниво. Значи сепак дало резултат годините напор да се смени сликата. Со нас тука имаме и една шампионка, што исто така ќе ја снимаме, Софија Беловска. Така е. Интересна е приказната за Софија. Мало девојче, 6 годинки, доаѓа на час кај мене, сакам да играм шах, повели се, запишува, и уште од првиот час, викам, часот заврши, може да си одите, ја не сакам да си одам. Ми вика Софија, не можевме да ја извадиме уште на првиот час од оваа просторија. Одма ја приметив таа нејзина љубов, таа нејзин талент што го поседува.
седнав да разговарам со незините родители, кои што веднаш ја сватија го открија Јуни талентот и почнавме да работиме малку посериозно, редовни на часови, имаме редовно приватни часови со незе. Софија за една година учење шах беше 22 во Европа, на турнирот до 8 годинки, напредува со огромно темпо, се надевам дека иднината е пред незе, шаховската иднина е многу голема. Така да тоа е приказната за Софија, а сега вие незе ќе си ја прашате, она ќе си каже како што мисли за... Јас мислам дека е голем шаховски талент. Сега ќе дојде и шампионката Софија Беловска да ни каже вие што го најавивте. Здраво, Софија. Јас сум Софија Беловска, имам 8 години и учам во училиштето Блаже Конески. Ти колку пати доаѓаш сега тука да тренираш во неделата? Доаѓам 2 пати во неделата, имам редовно приватни часови. И како изгледаат часовите? Колку време заедно со тренерот тренирате? Часовите траат по 1 час, а за викенд одам дома кај наставникот и таму траат часовите. Колку се договорите? Да. Времето не се бери. Дали дома тренираш со татко ти, со мајка ти, со баба кој да знае шах да игра или не играат они толку колку тебе? Јас ја научив мајка ми, а татко ми мене ме научи и така се научив и со него решавам задачи, ми помага некогаш. Така што дома веќе сите сте истренирани и обучени. Кажи ми сега како си помина во Прага? Ние од тука те гледавме, стававте цело време фотографии. Јас многу табелите не знам што значат, ама после сватив дека никој како тебе нема толку добро изиграно. Како беше во Прага? Во Прага беше многу интересно, таму играв со 9 држави. И колку успеа да ги победиш од учесничките? Победив 4 држави, 2 пати направив нерешено и 3 пати изгубив. А јас чув дека некоја од надпреварите, од партиите, дека траеле и по 4 часа. Да. Скоро сите. Тешко ли ти беше 4 часа, вака со табла пред тебе да се сконцентрираш и да играш цело време и да сакаш да победиш? Да, многу ми беше тешко. Повеќе пати бев во тоалет, се миев. Ама не се предаваш? Да, не се предавав. Имав подобра позиција во некој време полоша, но на крај победив. Но тоа се случува, така и? Меѓу последните во салата. Си испразни цела сала толкава? Остана само, можеби 10 табли. А ти до тогаш не си била на голема толкава надпреварување, само тука во Македонија и чув дека бевте во Бугарија и во Грција, така? Ама јас слушнав дека вашиот тренер ви прави многу добри кампови летно време. Колку тоа ви помага кога таму сите заедно се дружите, си јадете, си играте? Помага ли така? Убаво ли ти е така да тренираш кога си дома? Кај тренерот. Убаво е, интересно е и повеќе учам. А дали сега другарчињата од кога те гледаат на вести, на интернет, кога им кажуваат родителите, те прашал ли некој на училиште дека сака исто да игра шах? Некогаш кога доаѓаат на гости или кога спијат кај мене, ги учам како се викаат фигурите, како се движат. И сваќаат, зошто да не сваќаат? Има уште 2 деца што играат шах. И така. А зошто тебе ти стана интересно? На многу места си кажала и тука кажа зошто кој те научил да играш, зошто ти е интересен шахот, зошто го сакаш шахот? Добивам самодовер, да си го развивам мозокот, добивам нови пријатели и многу ми е интересно. А ти помага ли тоа за на училиште? Тешко ли ти е затоа што толку многу тренираш и да учиш, да пишуваш домашно или не ти е тешко? Во училиште ми е многу лесно. Може некојаш да имам
нешто потешко по математика, ама не ми е тешко. Не си го сваќаш тоа како тешко нешто. Да. Ке ми кажеш ли сега некој потек со кој отвара шах? Јас играв со дедо ми, ама јас не можам тебе да те победам, па да ми објасниш некое движење. Па да, прв потек јас играм Е4. Добро. Црни што играш? Црни играм и 104. Е5. Па после ако противникот игра коњ F3, грешно се наместила. Грешка се направи кочињето на таблата. Кажи ми, Софија, што е многу важно на почетокот на шаховската партија? Што треба да направиме? Треба да се ги развиеме фигурите, да ставиме пијунче во центарот и да направиме рокада. Како си тие правила? 3 golden rules. 3 golden rules. Значи тоа е најважно на почеток. Кога ги учиме дечињата, не ги учиме потези на памет, него ги учиме да учат со разбирање. И кога ќе им поставите некои вакви правила, некои објаснувања, не се важни кои потези ќе ги одиграт, него што е целта на потегот, да го најде самата потег. Тоа е поентата на добрата едукација. Затоа има многу вакви интересни работи, 3 golden rules, пијунче во центарот, развој на лесните фигури, брзо рокада. И кога се учи на тој начин, децата учат со разбирање, а не на памет. Голем број на млади шахисти ја прават таа грешка каде што ги учат потезите на памет. Е4, Е5, коњ 6 и ги меморираат на памет. Премногу бројки се тоа, премногу букви, да. Што се случува ќе научат 10 Се забораваат. Тоа што се забораваат, тоа е една работа, да ги научат, во 11 потек ќе изгубат партијата. Затоа што не знаат понатаму како да продолжат. Значи ти учиш и логика со тоа е најважно. Најважното нешто во оваа игра. Зашто на памет се заборава и нема резултат ако се учи на памет. А ова се учи. Може така некогаш да ми покажете некои варијанти како се? Кога ќе дојде време, се уште си мала за варијанти во отварањето, се учиме вакви принципи на игра во отварање, на средишница, на завршница, кога ќе завршиш основата, потоа ќе одиме со варијанти. Ние пред да те пуштаме на училиште да одиш, ке ти речев јас и ти нешто да поиграме, ама не би сакала на камера да видат дека ќе изгубам. Ете, тоа ти треба да го совладаш и веројатно си го совладала дека во секоја игра треба да се прифати поразот, бидејќи поразот е многу важен за да се учи подобро. Ако изгубиш, нема потреба да плачеш. Да, јас ако сум многу повозрастна. Затоа ако нема да има камери, ќе се договориме да играме. Фала ти многу и да те следиме и да гледаме се што ќе тренираш, се што ќе постигнеш, да те поддржуваме и кога ќе има порази да те поддржуваме, затоа што од тоа се учи најдобро. Фала ти многу и се гледаме. Фала ви и на вас. Среќна сум што дојдовте кај нас во кабинетот. Добар ден, деца. Добар ден. Многу одамна, пред 2000 години, во една далечна земја, наречена Индија, си бил еден цар. И на царот му било многу досадно. Не знал што да прави со себе. Ги викнал своите поданици, своите слуги и им рекол: ќе одите по целата земја Индија и ќе разгласате. Тој што ќе измисли најинтересната игра, богато ќе го наградам. Дошле поданиците, се распрснале низ целата Индија и почнале со тие тарабанчињата, знаете, чујте и почујте. Царот наш нареди. Тој што ќе измисли најинтересната игра, богати ќе го награди. После известно време доаѓаат паметните луѓе кои што измислиле некоја игра, доаѓаат кај царот и почнале да му кажуваат што измислиле, каква игра, и му покажале безброј игри, многу игри. И некаде при крајот на настанот слегол еден стар дедо со бела коса и со бела брада и со едно дрвена табла под мишка и доаѓа на кај кралот. И нешто тропка во таблата, нешто тропка.
И седнува пред кралот, го вади шахот, ги мести фигурчињата и му вика на царот. Царе, ова игра се вика шах. Царот видел фигурчиња, разни некои пијунчиња, кралеви, топови, намо нешто. И што е ова, го прашал? И почнал да го учи. Ова е крал, ова е кралица, ова е топ, ова е ловец, ова е конј, ова е пешадија, ова е пијунчиња. И на царот му станало многу интересно. И играле цел ден. Го научил на сите правила, го научил како се движат фигурчињата, што е целта на играта и на кралот многу му се допаднало. И рекол, ова е најубавата игра што сум ја сретнал во мојот живот, и му рекол на мудрецот, на селанецот, што сакаш за награда, слободно побарај, се ќе ти исплатам. И мудрецот му рекол вака, јас сум скромен човек, не сакам злато, не сакам дијаманти. Јас сакам на првото поле од шаховската табла да ми ставите едно зрно пченица. Вака го погледнал царот, едно зрно пченица на првото поле. Понатаму, на второто 2, на третото 4, на четвртото 8, на секое народно поле да се дуплира бројот на пченица. Само толку сакаш, му рекол царот на мудрецот, пченица. Да, само толку сакам, рекол се. Нема проблем, ги викнал најдобрите математичари во целото царство и им рекол, дојдете ваму, пресметајте колку зрна пченица треба, одете во амбарот, напунете ги вреките, да го пратиме селанецот дома со пченицата. И дошле математичарите, почнале, седнале во посебна просторија и почнале да пресметуваат. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 и си пресметуваат така, ама треба, имаш, колку полиња има шаховската табла, кој знае? Колку полиња, Јаман? 4. 64 полиња. И знаете што? Ги нема цел ден. Не може да дојдат. Ги нема 2 дена. Царот се нервира, селанецот чекат. Овие ги не може да пресметат 3 дена. И после третиот ден доаѓа најдобриот математичар, знаете, со еден ферма, знаете порано како било, немало хартија, имало вакви фермани, да, големи, доаѓа еден ферман, не знам колку долг, вика, честите царе, ние пресметавме, колку зрна пченица треба. И колку зрна пченица треба, му рекол царот, му рекле, честите царе, 10 години на целата планета Земја да се сади само пченица, повторно не ќе можеш да го исплатиш селанецот колкава е таа голема бројка на пченица. Царот се изненадил, вика, како е можно тоа од едно зрно пченица да се дојде до бесконечност. Знаете што значи тоа? Тоа значи колку е богата играта шах, колку се возможните варијанти и можности во самата игра, скоро до бесконечност. Царот видел колку селанецот е умен и знаете како го наградил? Го направил советник на царот. Затоа што бил толку паметен и измислил најпаметната игра во светот и станал паметник. Денеска, деца, ќе ве запознам со играта шах. Како се игра, ќе играме многу интересни игри и ќе бидете вака умни и тивки до крајот на часот. Договорено? Ова е тичер Александра. Она ќе ве научи како се игра шах. Wow, look, what do we have here? Just a little one, aren't you? So you want to learn chess and get bigger, do you? Well, I'm Professor Alexander, and I know about, well, pretty much everything. Now, let me tell you, my friend, it's tough out here. You don't just need to be big and tough, but smart too. Come and see me later, and perhaps I can help you. Learn. Finish a lesson to get bigger. Одиме со лекција број 1. Start here. Шаховската табла. Кога се наоѓа пред нас, All right then, my friend. Let's get going. има 64 полиња. Click on the red covers to play a lesson or game again. Here is a chessboard, which is where all the action takes place. There are 8 columns across and 8 rows along. That's 64 squares in total. Half the squares are dark,
and we just call them the black squares. While half the squares are white, and we call them the white squares. Колку полиња има шаховската табла? Кој знае крева рака? Михаил? Шаховската табла има 34 полиња. Колку се бели, колку се црни? Исидора? И за бели и за црни? Да, колку имаме бели, колку црни? Бели имаме 32 полиња и црни ще 32. Браво, одлично. The board needs to be set the right way. There should be a light or white square in the bottom right-hand corner. Now, look closely, my friend. This board is the wrong way around because there is a dark or black square at the bottom right-hand corner down here. That's not right, as some of your pieces would get mixed up if the board is not the right way around. So we'll just turn it right back again. Кога ќе поставиме таблата пред нас, последното десно поле мора да биде бело. Ако е црно, е погрешно поставена таблата. Мораме да ја завртиме, последното десно поле да биде бело. Јасно е ова? Еден понатаму. Chess is a game for two players. Each player is in command. Георги, колку луѓе играат партија шах? The other player commands the black. Двајца. The players take turns making moves. The player who has the white piece always starts the game. Кој почнува прв? Хана? Белите. Now, my friend, let's take. Како се вика оваа фигура? Кој знае на англиски? Each player Sevda, has two how we call this piece? pieces called Rook. the rooks. Start off in the four corners of the board. Next, here are the knights, which are the horse-shaped pieces. Again, each player has two, and they start. Тијан, како се вика оваа фигура? Next to your rooks. На англиски knight. А на македонски конј. А на албански кали. Окей. Beside the knights are the tall thin pieces called bishops. Yet again, Bishops. player Како се вика на македонски? Каја? Bishops на македонски се викаат Како се вика бишоп на македонски? Како се вика бишоп на македонски? Ајде. Не топот е овој. Ајде, пуст. Тој што оди да лови. Како се вика што оди да лови? Ловец! Браво, Каја. The king is the big piece with the cross on Значи, top. king and queen, крал и кралица. The kings start off alongside their queen. Марио, кои фигурчиња стојат пред сите овие фигурчиња? Како се вика тие малите фигурчиња пред пиони ги викаме? Повели? Качи се. Ајде, застани ово. Спремен? Да видиме, Боријан, колку чоколадца ќе собере сега со ловецот? Ѓорги, рекол. Кога ќе престане да збори, ама ќе почне да бегаат, почекај малку, почне да... Браво, Ѓорги! Браво, Ѓорги! Браво! Дај. Браво, Ѓорги! Одлично. Зимај. Нападни. Земај. Земај. Нападни. И мисли однапред каде ќе се движи ловецот. Имај прегледност на целата табла. Ајде, браво. Браво, Ѓорги. Браво. Зимај. Браво, Ѓорги. Застани, стои тука, застани овде. How many prizes did you get? 20. 20 чоколата. Застани тука, чеки, застани, седи. Станете сите.
Играме се ети заедно тука. Дојде. Еден, два, три. Михаел, ќе играме истата игра. Ова ти си висок, не ти треба. Спремен? Ајде, Михаел. Па толку оди, не е споро. Тама си е. Бега, да. Браво, Михаил. Айде, Михаил. Мрдай. Требаше да мрдаш. Time's up. Now, let's see. How many prizes did you get? 20. 20! Исто како Георги. Севда. Дојди, Севда. Не, сега, да завршиме со Хамза и завршуваме со часот. Спремна, Севда? Ајде. Уште 2 минути, стрпете се. Уште 2 минути. Да, имаме куршак. Не, нема да играме партија шах. Браво, Седа. Браво. Много добро. Повеле, седни си. Седни си. Хамза! Уште Хамза и завршуваме. Не. Ајде, заврши. Ајде, заврши. Играш следниот час. Часот заврши. Сега вака, кој оди на ручек, двајца по двајца одиме горе на ручек. Довидување, деца!